Беше со мојата најдобра другарка кај неа дома и двете имавме чувства една кон друга, но не сакаше да оди против религијата и семејството за да бидеме заедно. Имав запознаено девојка со која излегувавме неколку пати, а по 2 месеци ме покани да преспијам кај неа и прифатив. Кога легнавме да спиеме, ме гушна нежно и после ме бакна. Јас бев пресрекна, а истовремено и се парализирав од тоа што ми беше прво искуство и не знаев што да правам. Мојот прв бакнеж со девојка се случи дури на 19 години. Беше планирано, во смисла излегов на дејт со друга геј девојка. Од многу мала сум знаела дека сакам и девојки, покрај мажи. И го имав прифатено тоа, но никогаш немав доволно храброст да постојам во светот опуштено со својата сексуалност. Имав трема, но уживав. Тоа траеше неколку минути, полека се опуштив, потоа она заспа, а јас останав будна цела вечер од возбуда, не можев да спијам и размислував како тоа ми е најубавиот ден во животот. Тој ден тоа се промени. Излегувањето беше пропратено со многу анксиозност и страв. Прво, бидејќи правев нешто ново. Второ, иако можеби изгледавме како другарки на околината, се чувствував дека во секој момент некој ќе провали и нешто лошо ќе се случи. Дејтот беше пропратен со срамежливи погледи, треперливо држање на раце и чекање на добар момент за бакнеж. Случи во право време, кога се уште се борев со идејата дека сум геј. Немав кажано на никој од пријателите, уште помалку на моите дома. Во таква состојба на збунетост и изгубеност, да не зборувам за срамот и стравот и сите други негативни емоции што уследуваат на процесот на себе прифаќање, јас залутав на Прайд во Мадрид. Кога конечно се случи, сите стравови во врска со било што исчезна. И не го мислам тоа во некоја метафорична филозофска смисла. Просто беше толку добро и електрично што немав способност да мислам на било што друго. Возбудливо, нежно, грубо, романтично. Со еден збор преубаво. Во тој момент знаев дека до крајот на животот сакам да бакнувам само девојки. Тој бакнеж ми помогна да се откриам себе си како лесбијка и после тоа почнав да бидам поопуштена во врска со мојата сексуалност, иако тоа уште трае. Не можев да си поверувам колку сум срекна што сум таму. Се зверев наоколу како прв пат да гледам цивилизација. И додека во умот веќе си имав преселено во Мадрид, каде си ги најдов своите луѓе, една девојка од поворката дојде до мене, ме фати за рака, ми шепна на уво: "Може ли да те пољубам? Револуција." Мојот прв лесбијски бакнеж беше со мојата прва девојка. Кај неја за дома, после неколку часовно срамање, држање за рака, нежни допери и страмежливи погледи. Не се сеќавам толку јасно на самиот бакнеж, но се сеќавам на магичното чувство кое го немав додека се бакнував со маж. Ме промени за секогаш. Ми покажа дека не било ништо погрешно со мене, туку напротив, се чувствував своја и вистинска за прв пат во животот. Мојот прв бакнеж се случи на гадна гаража во Прилеп. Беше најмагичното чувство што можев да го замислам. Се уште ме радува фактот што ја натарав мојата хомофобична мајка да ме однесе до Прилеп за да си ја видам девојката. Кога бев втора година средно, бев избрана да одам на младинска размена. На размената ја запознав девојката од моите соништа. Кога ја видов на аеродромот во Скопје, зениците ми експлодираа. Расширени у ПМ, мозокот лом, цел на парчиња. Во текот на размената не можев да го тргнам мојот поглед од неа, а и таа од мене. Како и на секоја младинска размена, така и на оваа имаше пијанчење, забави, лудори. Се поднапивме со девојката и утредента, така магурна, си легнав до неа. Мажена сум. Ја запознав на факс случајно, малку филмски, ја забележав дека ме забележа тогаш, ме додаде на социјалните мрежи. Се допишувавме 7 години пред тој прв бакнеж. Беше недела и ја поканив да дојде во мојот град да се видиме. Одамна завршивме факс и се немавме видено со месеци, може и години беа, не знам, ама очајно сакав да ја видам. Бевме покрај езеро, музиче во позадина, прво пролетно сонце,
Си делевме цигари и пиво. Ја гледав, сакав да ја допрам, зборев нешто за да си ја прекријам тремата и да не мислам на тоа колку сакам да ја бакнам уствари, си велев мажена си, престани. Кога станавме и признав дека ја свиѓам. И бам, се случи. Најсочниот, најлигавиот бакнеш, таа имаше вкус на благото вино од претходната ноќ и лабело со јаготки. Си ги испреплетовме јазиците и рацете во косите. Бакнежот ми ги расчисти сите дилеми за мојата сексуална ориентација. Сега, после 2 години и многубројни врски и раскини со девојкава, таа ми е најдобра пријателка. Но и ден денес, нејзините усни, се уште ми шетаат помислите. Ама таа беше похрабра. Ми рече сакам да те бакнам и ме бакна. Краток, мек бакнеш. Продолживме кај мене, толку страст неам осетено со ниеден партнер претходно. Се видовме уште еднаш од тогаш, јас се преселив во странство, уште сме во контакт, уште ми е блиска и драга и не знам дали ќе можам да престанам да ја бакнувам секогаш кога ќе ја видам. Ми го промени животот, поради неа знам која сум. Се случи неочекувано за време на привремена работа на брод во Сад. Случајно запознав девојка која беше лесбека и од првиот момент кога ја догледав, ме привлече како никој досега. Се почувствував чудно, но не можев да ги сокријам емоциите и возбудата. После долго дружење признав и таа не ми веруваше затоа што сум стрейт. Игравме вистина или предизвик и мојот прв предизвик беше да грицнам било кој од групата на врат. Имаше и машки и женски, така да можев да изберам. Избрав едно девојче со кое што играв, ми се журкавме цела вечер. Сепак се случи тој бакнеш кој беше толку многу страсен, сензуален и сладок. Тој бакнеш ми е едно од моите најубави доживувања. Откако се случи тоа, бев превозбудена. Мојот втор предизвик беше да бакнам било кој од групата и јас директно без да размислам го бакнав истото девојче. Преубаво ми беше, се чувствував своја и како да си имам пронајден. Во тој период имав излезано како бисексуалка, а кратко после тоа излегов како лесбека. Пресрекна сум што се пронајдов самата себе. Беше прилично ладно, па се скривме во еден од базените во скейт паркот во Карпуш 4. Мислам дека бев 600. Првиот бакнеш беше во стилот ајде да пробаме, да почувствуваме како е кога тоа навистина ќе се случи со машко. Секако јас не размислував така, но не знаев како да го дефинирам тоа што го чувствував. Тој бакнеш до ден денес го памтам, чувството на возбуда, страв, но и смиреност. Правилно е зборот со кој би го опишала се тоа. Ме направи многу поотворена кон светот и кон се што постои, а за жал не е прифатено. Со личноста со која се случи тоа, добра пријателка, си зададовме збор дека нема да спомнеме ни збор за ова.